Тешко. Искам да порзаска. Солзи и очај и молба испратена на лош македонски испраќа 45 годишната Јустина, полјакиња мажена за Славе Мадевски од Беровско Русиново. Нема македонско државјанство, нема документи за престој во Македонија и нема право ни на здравствено ни на социјално осигурување, но има болест која не е дијагностицирана и која со месеци ја врзала в кревет. Сиромаштијата не го дава раскошот за медицински испитувања и лекување на Јустина. Немам ни здравствена книжка, немам ни пари, ништо немам. Дека ќе идем? Ти ми кажи, Клаудија. Ја и апчета земах, тако и они не се платени. Што да живееме? Јас со сапчети, едни апчети давам за смирување, и едни за шичерса и друзите не знам за што се. Јустина и Славе се во брак 10 години, живееле од сезонска работа во Грција, но болеста на Јустина ги остави без ништо, па овие сопружници преживуваат од ден за ден. Поддршката и прегратката од Славе за Јустина не се доволни. И немаше и да јадеме, че јас запишувах си за леп и не даваа ни за леп, че кој ќе дава. Имаме братчета еден ден, не, че дадате еден ден, два, то не е, секој ден е. Парно бар некоја социјална помош, веќе се прави некој апчета, доктор, да прегледа поубаво што има, од што е болна баш. Некој по-арни апчета, нешто, па ќе се ја гледам јас некоја помош ако има социјална. Разбираш ли? Веќе се поправи, па после не ми треба и социјална такова помош, ако се оправи. Славе бил по сите институции, но одговорот од секаде е ист. Јустина нема документи за да ги користи привилегиите од здравствено и социјално осигурување. Треба документи некои од Полска. Од Полска да се извадат, тука некој државјанство требало. Од нотар да се заверат некаде, од дека това трскани и такова. И пари. Скромната куќичка во Беровското село Русиново ја крие во себе траурната приказна за младата жена фантом за системот. Дали ќе ја препознат хуманите?